денешна пресконференција ја свикувам за да се отстранат дилемите, инсинуациите, лажните вести, клеветите и обвинувањата према мене како градоначалник на општина Прилеп и како физичко лице Илија Јовановски дека имам као наводна вмешаност или соучество во изградбата за двата објекти што се градат во градот. Имено станува збор за едниот градежен објект што се гради зграда во близина на медицинското училиште, каде што имаме купопродажен договор на два субјекти, едниот физичко лице, а другиот правен субјект, каде се продава, тоест купува приватен имот. Воопшто не е вклучена ниту општината, ниту градоначалникот во врска со тој купопродажен договор. Јас го видов тој купопродажен договор, видов дека е платен соодветно, адекватно, правилно данокот што треба да го добие општина Прилеп и тука работата завршува. Ниту има, тврдам, и категорично одбивам дека имам некаква врска или вмешаност во изградбата на тој објект. Ниту како градоначалник на општина Прилеп, ниту како Илија Јовановски. Вториот објект, наводниот хотел што ќе се градел во пазарот, во центарот на градот, ниту постои во деталниот урбанистички план дека тука треба да биде и да постои хотел. Тука е легализиран деловен објект, каде што собственикот во овој момент сакал да ја промени, да го промени покривот на терасата на тој деловен објект. Каде што во овој исто така деловен објект ниту општината, ниту овој градоначалникот Илија Јовановски имаат врска со тоа. Кога добивме информации од вас новинарите, од граѓаните, дека се прави нешто таму незаконски, дека сакало да се препокрива покривот да се преправа покривот на терасата, излезе градежен инспектор од општината, воочено ми на собственикот да го отстрани градежниот дел што се гради нелегално во законски можен рок и доколку тоа не го направи собственикот, општината ќе биде принудена тоа да го отстрани присилно, онака како што треба по закон. И уште еднаш да кажем и тврдам дека апсолутно немам никаква ниту влијание, ниту како градоначалник, ниту како општината има врска нешто со ова. Она што го има општината во овој момент да се отстрани онај нелегален дел што моментално е почнато да се гради, запрена е градбата, кажано му е на собственикот да го отстрани и доколку уште еднаш повторам не го отстрани во законскиот рок, ние присилно тоа ќе го направиме. Ова важи за сите граѓани на општина Прилеп. Дали тоа е вработен во општинава, дали е тоа мој пријател, роднина, другар, законот ќе важи подеднакво за сите. Ова го тврдам додека се јасно на ова место и додека јас одлучувам за сите изградено нелегални објекти, законот ќе важи подеднакво за сите. И сакам ова дилема да се отстрани со ова денешно мое излагање и затоа што ова што го кажувам го тврдам и сигурно е така и укажувањето понатаму на некој личност или на опозицијата или било кој, ако продолжи со вакви клевети, инсинуации и лажни обвинувања, јас ќе морам правилно да ја барам на соодветните институции во градот. Значи, покривот на терасата сакал собственикот да го менува. За да го смени покривот, требало да побара одобрение. Не побарал одобрение на укажување на граѓани на вас новинарите, излезе градежниот инспектор, ја стопира градбата е стопирана и дадено му е соодветен важечки законски рок да ја отстрани она градба што ја започна. Ако не ја отстрани, ние ќе бидеме принудени да ја отстраниме присилно, како што треба исто така законски. И тука нема дилема да расчистиме, тоа ќе важи за било кој и за било каде. Така, ова значи дека онде остануваат дуѓани, дека
Значи станува, јас го видов документацијата, она е легализиран деловен објект. Приземје, прв и втор кат, легализиран од приватна компанија. Значи, во легализацијата е тој објект легализиран како деловен објект. И тука се завршува. Овие се чисти измислици, ниту хотел, ниту не знам, па јас лично вмешанов. Стварно јас со индигнација мислам го кажувам ова, не сакам ни да помислам, ниту ми треба, ниту има потреба, значи нема вмешаност ниту општината, ниту градоначалникот на општина Прилеп, ниту јас лично како Илија Јовановски во ова. Јас не знам зошто толкави инсинуации, непотребни клевети и лажни вести. Го тврдам и секогаш ќе го тврдам, затоа што е така. Дали сте во роднински врски со луѓето што градат таму или што преподаваат? Значи, во роднински врска сум со луѓето што градат. Без разлика дека сум во роднинска врска. Тоа ќе биде срушено таму, ако сам не го сруши. Значи, законот важи и за него и за било кој друг. Јас кога разбрав дека бесправно почнало да се препокрива, јас го испратив инспекторот градежен, каде што ја стопира градбата. Градбата е стопирана и завчера појде уште еднаш градежниот инспектор и му е наредено во рок од законски временски период да ја отстрани. Ако тоа не го направи, без разлика дали е родинска врска, не е родинска врска, обичен граѓанин, пријател, другар, тоа ќе мора да се сруши ако не го сруши сам. И тоа ќе важи и сега, за сите и за секогаш.